Централни вести. Добро вечер и ви благодарам што го избравте Канал 5. Ова се насловите од денеска. Последен ден од кампањата пред вториот круг од локалните. Кандидатите и партиските лидери со завршни пораки до граѓаните. Секој граѓанин, секој член, секој симпатизер има целосно право да одлучи согласно сопственото убедување. Нема да поддржат кандидати кои што се наоѓаат на црната листа поради криминал кај нашиот стратешки партнер. Призна вина и се покаја што вербално ја нападнал скопската градоначалничка. Изречена 2-годишна условна казна за Реджеп Нуредини. Таа му прости за сторената на обвинетиот, дури и не се приколичи кон кривичниот прогон. Нема веќе плаќање од джеб, па рефундација за Клексан. Од идниот месец лекот ќе се зема на рецепт во аптеките. Пациентите не ќе мора да се мотретираат по шалтери за да ги рефундираат средствата. Скопското комунално предпријатие доби нов директор, но сметот во и покрај контейнерите и натамо останува грда слика низ делови од метрополата. Очекуваме полека нормализација на состојбата. Последен ден од кампањата за вториот круг од локалните избори. В недела ќе се избираат градоначалници во 33 општини и во градот Скопје. Кандидатите и партиите ги упатуваат последните пораки до гласачите. Од полноќ стартува предизборниот молк, кој што ќе трае до затворањето на гласачките места. На последниот ден од кампањата, од СДСМ соопштија дека сепак нема да поддржат ниту еден кандидат или партија во вториот круг во оние општини каде што социјалдемократите немаат своји кандидати. Партискиот лидер Филипче ги повика поддржувачите да гласаат по сопствено убедување и обвини за притисоци и закани од власта врз гласачите и нивните кандидати. Деталите ги има Сандра Спасовска. На неколку часа пред изборниот молк, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче со порака до поддржувачите на партијата на вториот круг од локалните избори да излезат и да гласаат согласно своето убедување. Тие како партија онаму каде што немаат своји кандидати во вториот круг, сепак вели нема да дадат поддршка никому. Филипче тврди дека немаат формална соработка, ниту разговори со ниту една политичка партија, вклучително и за градот Скопје. Повика на масовна излезност на изборите и побара максимална поддршка за нивните кандидати, за кои обвини дека во предизборната трка се соочиле со низа притисоци, уцени и закани од ВМРО ДПМН и ЗНАМ. Во општините каде што СДСМ нема кандидат во вториот круг, сакам да бидам многу јасен. Ние нема да навлегуваме, ниту навлеговме во калкулации или во некакви заткулисни договори. Секој граѓанин, секој член, секој симпатизер има целосно право да одлучи согласно сопственото убедување, според тоа кој кандидат носи вредности блиски до социјалдемократската идеја, до социјалдемократските вредности, за честно владење, за почит, за еднаквост и за развој. Филипче е дециден дека со ВМРО ДПМН нема да соработуваат, а фотографијата која вчера кандидатот за градоначалник на Карпош од владеачката партија Сотир Лукровски ја објави на социјалните мрежи со Маја Мојсова од СДСМ, Филипче ја препиша на политичко неискуство и за денеска најави средба со Мојсова. Апсолутно не станува збор за никаков договор и тоа сакам многу јасно да го кажам. Имено разговарав и со Маја во текот на денот. Ќе се видиме, она напиша и еден пост, тоа го препишувам на политичко неискуство, но јасно, децидно кажувам дека нема никаков договор за поддршка на кандидат на ВМРО ДПМН во Карпош. Филипче вели гласањето в недела е најсилниот протест против, како што рече, неспособноста на власта. СДСМ во вториот круг има кандидати во 17 општини, меѓу кои Аеродром Центар, Валандово, Дујран, Крушево. Во првиот круг добија градоначалници во 3 општини: Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци, а освоија околу 125.000 гласа на советничките листи.
Премиерот и председател на ВМРО ДПМН Мицкоски пак категорично ги отфрла обвинувањата од СДСМ дека се вршеле притисоци и закани врз гласачите и кандидатите од спротивните табори. Вели, овие избори биле најдемократски досега. Најави убедлива победа на ВМРО ДПМН во вториот круг и повика на масовна излезеност на гласачките места в недела. Јана Јосиповска. Одговорно тврдам дека ова се најтранспарентни и најфер организирани избори во поновата историја на демократска Македонија, изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, коментирајќи ги обвинувањата на лидерот на СДСМ Венко Филипча дека власта вршела подкуп и притисоци врз нивните кандидати за градоначалници. Според Мицкоски, такво нешто не само што не постои, туку како што рече, тоа е надвор од неговата лична филозофија и ја повика опозицијата, ако имаат такви индици, да пријават за да се проверат. Тоа што поедини политичари имаат проблем со Фроид па совеста работи и мислат дека тоа што тие би го правеле и го проектираат на политичкиот противник е така, мислам дека тој начин на однесување не е добар и мислам дека тоа не им носи поени. Доколку еве било каков имаат индикатор дека тоа се случува, мојот телефон го знаат, слободно може да ми се јават, да пријават, да провериме дали е тоа така. Но јас најодговорно тврдам дека не само што нема, туку ќе повторам, овие локални избори се избори во кои што навистина македонските граѓани, но и владата покажа едно ниво на зрелост. Прашан за заедничката фотографија на Маја Мојсовска и кандидатот на ВМРО ДПМН за Карпош Сотир Лукровски и дали постои договор за подршка, Мицкоски со став дека карпошани на овие избори одлучиле да не поддржат човек кој е на црната листа на САД и во првиот круг го поддржале кандидатот од ВМРО ДПМН. Предпоставувам дека останатите кандидати и политички чинители во Македонија исто така ќе се согласат со ова што ќе го кажам, а тоа е дека нема да поддржат кандидати кои што се наоѓаат на црната листа поради криминал кај нашиот стратешки партнер Соединените Американски држави и нема да поддржат осудени во прв степен лица кои што на овие локални избори излегуваат и се обидуваат со старите трикови да добијат поддршката на карпошани. Можеби вистинското прашање за председателот на СДСМ е дали тој поддржува лице кое што е на црната листа за сторен криминал кај нашиот стратешки партнер. Во однос на партиските комбинаторики за вториот круг, Мицкоски даде јасна и недвосмислена поддршка од ВМРО ДПМН во сите општини каде што нивните коалициони партнери имаат трет противник. Конкретно ги спомена кандидатите од Знам за Центар и Куманово, Мирослав Лабудовиќ и Максим Димитриевски и независниот кандидат во Струга, поддржан од Вреди, Менди Ќура, кој води во првиот круг пред Арсим Далипи од коалицијата предводена од Дуј. ВМРО ДПМН во првиот круг извојува победа во 33 општини, а во недела Мицкоски очекува победа во сите 26, во кои влегоа во вториот круг, за како што вели, историска победа со градоначалници во 59 општини плюс градот Скопје. Една од најинтересните битки во вториот круг несомнено ќе се води во општина Центар. Очекувањата на граѓаните на оваа скопска општина, но и на кандидатите Горан Герасимовски и Мирослав Лабудовиќ ги сумираше Маја Стојановска. Жителите на општина Центар од нивниот иден градоначалник бараат крај на бетонизацијата, повеќе паркинг места и уреден сообраќај. Тие очекуваат и конечно решение за проблемите со хигиената и поголема грижа за парковите и зеленилата. Треба да направи да скрати прво ова бетонизација што се прави тоа со згради, ова е страшно нешто, тебер мало како е уништено, мислам, не Центарот уопште, мислам. Тоа друго тротоари. Паркинзите нормално. Така. Повеќе паркинг место Повеќе паркинг очекувам, па ќе видиме. За паркинг нема место. А за чистота треба повеќе ангажираност да биде чисто, да се собира ѓубрето. Од сообраќајниот хаос, да речеме, од паркирањето, тоа што ми смета шеталиштева, малку од малку се лисјата да се збринуваат. Во однос на проблемите со сообраќајниот хаос, паркинг просторот и бетонизацијата, кандидатот на СДСМ Горан Герасимовски, доколку добие втор мандат,
Ветува изградба на повеќе паркинзи, меѓу кои монтажни гаражи и подземно-надземни паркинзи, како и затворање на Дебар Мало и урбанизација на просторот кај Калето. Имаме проект кој што е ревидиран за затварање на Дебар Мало, имавме неколку состаноци со Министерството за внатрешни работи. Ќе биде пример за затварање на други населби каде што граѓаните бараат и има реална потреба. Во делот на Маџер Мало, таму во завршна фаза е ДУПот, односно е пред Совет, истиот не се изгласа. При расчистување на депонијата под Кале, договорено е заедно со директорот на паркинзи на општина Центар да целиот тој дел се уреди, се асфалтира, се обележат паркинг места, се постават рампи и го стопанисува и тој дел. Нови двекатни гаражи ветува и неговиот предизвикувач, кандидатот на знам Мирослав Лабудовиќ, а за стоп на бетонизацијата најавува целосна промена на урбанистичките планови низ општината и повеќе јавни површини за граѓаните. Едната е во потегот на Бунјаковец, каде што ќе го релаксира паркирањето низ целиот Бунјаковец и сите сервисно стамбени улици би биле само за паркирање на граѓаните на Центар, како резидентни, или другата опција е да видиме каде што може да се направи комбинирано паркирање, меѓутоа тоа би се случило со анализи. Се овозможуваше квадрат плюс за инвеститорите на штета на граѓаните. Сета таа промена која ќе донесеме, ќе има повеќе јавни површини за граѓаните, да го заштитиме и постоечкото зеленило. Во однос на сметот, Герасимовски решението го гледа во преземање на ингеренциите од комунална хигиена и формирање на општинско предпријатие, додека Лабудовиќ најавува повеќе мерки за селекција на отпадот и изградба на инцелератор во Скопје. Во првиот круг Герасимовски освои над 8500 гласа, а Лабудовиќ над 5700. Изборната трка не продолжи за Марија Среброва од Левица и независната кандидатка Билјана Ивановска, кои заедно освоија над 6500 гласа. Без конкретни планови за реализација на ветеното од страна на кандидатите, но релативно мирна. Вака политичкиот аналитичар Марко Трошановски ја оцени предизборната кампања за овие локални избори. Вели дека очекува мирен изборен ден в недела и повторување на демократската атмосфера од првиот изборен круг. Со него разговараше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Во вториот дел од кампањата, бидејќи влоговите се доста големи, имаше помалце негативна кампања од кој што сме обично навикнати, со исклучок на град Скопје. Тука видовме дека особено за дебатата, но и во другите јавни настапи, имаше моменти на неоправдани етикетирање, мешање на семејства, фамилии, деградација по основ на образование и слично. Мислам дека тоа е нешто што е невкусен начин на комуникација и одбива гласачи, но генерално она што отсуствува доминантно е од каде ќе се најдат парите за илјадниците проекти кои што кандидатите ги ветуваат. Таквата одговорност се уште не е практикувана од страна на кандидатите за градоначалници и гледаме дека и на нас за изборни циклуси се ветува се што, додека како истото ќе биде остварено и со кои средства, имаме многу малце информација како гласачи за да донесеме информиран избор кој навистина ги промислил своите ветувања и програми, а кој само декларативно ветува работи без да се грижи дека истите се остварливи понатаму. На Табановце запленети 130 килограми марихуана откриена при рутинска контрола. Српскиот државјанин кој ја пренесувал дрогата е уапсен. Делумно подобрена е сликата со преполните контейнери низ скопските улици, но во делови од главниот град сепак се уште може да се забележи натрупан отпад во и околу контейнерите. Ваква е сликата низ Скопје ден по поставувањето на новиот директор на комунална хигиена. Јовановски најавува дека примарна цел ќе му биде токму редовното собирање на сметот. Јорданчо Цветановски со повеќе детали.
Состојбата со отпадот во Скопје полека се стабилизира. Повеќе од контейнерите се испразнети и нема ѓубре околу нив. Обиколката на Канал 5 низ главниот град покажа дека проблемот со сметот и натаму е предизвик. Помал дел од контейнерите сепак не се испразнети. Од Суткос уверуваат дека со поставувањето на нов директор, јавното предпријатие комунална хигиена ќе почне да функционира подобро. Тврдат дека комуналните работници работат во повеќе смени со ограничени ресурси. Подигањето на смет на територијата на град Скопје се врши со околу 50 до 60 возила во една смена работење. За жал, поради настанатата ситуација, поголем дел од возилата не се во возна состојба, бидејќи истите немаат резервни делови и поради тоа не се функционални, не може да се врши со нив подигање на смет на територијата на град Скопје. Очекуваме полека нормализација на состојбата. Моментално во ЈП комунална хигиена вработените максимално ги извршуваат своите работни задачи со она што им е расположлива опрема за работа. Имено тие во моментот работат со околу 14-15 возила на подигање на сметот од територијата на град Скопје. Дека предпријатието конечно ќе застане на здрави нозе вчера најави и новиот директор Александар Јовановски. Увери дека состојбата со нафтата нема да биде доведена под знак прашање, а примарна цел е чистење на сметот. Моите приоритети со доаѓањето на оваа функција се конкретни. Значи, пребувањето за нафта, кој што е тоа тековното одржување на предпријатието, чистење на градот, исплатата на платите, значи тековното одржување да може функционира и да има непречено собирање на отпадот. Тоа е моето тековно работење тука што ќе биде, затоа ќе се ангажирам. Ивановски дојде на местото на Сабахудин Рустеми, кој пред неколку дена беше уапсен поради проблемот со сметот и заедно со управителот на предпријатието добија 30-дневен притвор. Условна казна затвор од 2 години му пресуди кривичен на напаѓачот кој вербално ја нападна скопската градоначалничка Данела Арсовска за време на незината обиколка на дивоградби во Чаир. Обвинетиот Реджеп Нуредини призна вина и се покаја за стореното. Деталите од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Условна казна затвор од 2 години му изрече кривичниот суд на Реджеп Нуредини, кој во јуни ја нападна градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска во населбата Чаир. Нуредини признал вина и се извинил на градоначалничката Арсовска. Градоначалничката Арсовска не даде изјава за медиумите. Таа беше многу вознемирена и само објасни дека обвинетиот признал вина и се извинил и дека нема никогаш да и се заканува. И самата градоначалничка покажа доблест, таа му прости за сторената на обвинетиот, дури и не се приклучи кон кривичниот прогон, нити пак имотноправно оштедно побарување. Имаше навистина таква доблест што помогна и за изречената алтернативна казна во случајов, максималната алтернатива од 5 години, бидејќи навистина во случајот постојат особено лесителни околности, не само извинувањето, каењето за стореното од страна на обвинетиот, меѓутоа и ветувањата дека ќе се клонат такви испади во понатамошниот тек. Според обвинението Нуредини се товари за кривично дело наследство. Настанот се случи на 11 јули во Чаир, кога обвинетиот и се заканувал на градоначалничката за време на увид на дивоградба, со што предизвикал чувство на страф и несигурност во јавноста. Во септември годинава кривичниот суд му изрече казна 2 години затвор на прво обвинетиот за нападот врз Арсовска, Сулејман Љамалари. На рочиштето пред изрекувањето на пресудата, тој цврсто ги негираше обвинувањата дека ја нападнал Арсовска и рече оти тој во случајот не бил напаѓач, туку жртва. А со сослушување сведоци во кривичниот суд продолжи судењето за онкологија 2 против поранешниот медицински директор на онкологија Нино Васев и економскиот директор Нехат Нухи за несовесно работење и финансиски криминал. Вработени на клиниката сведочеа како се набавувала и како се давала терапијата во времето на нивното директорување. Обвинетите Васев и Нухи негираат вина за делата кои што им се ставаат на товар. Судењето продолжува на 6 ноември со искази на сведоци предложени од обвинителството.
Ништо денеска значајно не направивме, не се случи, затоа што во еден економски предмет кај што треба да се докажува тешка финансиска злоупотреба на службата пложба тешка 35 милиони евра, ние слушаме доктори кои што ни зборуваат за аплицирањето на имунолошката, така наречена биолошка терапија во одредени случаи, што е предмет на медицинскиот предмет, не на овој. За еден месец лекот Клексан ќе може директно да се подигнува на рецепт во аптека, без постапки за рефундација, најави директорот на Фондот за здравствено осигурување Клековски. Според него тоа ќе значи поедноставување на процедурата, помал финансиски товар за осигурениците, но и помал притисок врз работата на ФЗО. Сања Трајковска-Ставров ги има информациите. Клексаните од следниот месец, поточно до крајот на ноември, ќе можат да се земаат на рецепт од аптека, а иако за сега не се знае точната цена, надлежните од Фондот за здравствено осигурување очекуваат граѓаните да не треба да плаќаат повеќе од 90 денари за едно пакување од помалите дози. Во позитивната листа на лекови всушност се внесуваат два антикоагуланси или инекции што спречуваат згручување на крвта, еноксапарин и надропарин, за кои за домашно лекување пациентите мораат да платат од свој джеб, па да бараат рефундација, односно дадените пари да си ги побаруваат назад од фондот, што представуваше дополнителна обврска за граѓаните и губење пари и време по шалтери. До крајот на ноември овие два лека ќе бидат достапни во аптеката на рецепта. Имаме двојна добивка, граѓаните, пациентите не ќе мораат да се мотатираат по шалтери за да ги рефундираат средствата за овие лекови, ќе имат полесен пристап до лековите. Второто е дека ние ќе имаме помал притисок за работа и ќе можеме да се концентрираме на други прашања. Фондот во следните месеци, освен со цени за лекови, ќе се бави и со наоѓање на соодветни начини како да се прочисти листата на осигуреници. Оттаму сметаат дека бројките покажуваат оти има злоупотреби, бидејќи освен што имаме повеќе осигуреници отколку жители во државата, речиси половина милион граѓани фигурираат како невработени или со ниски примања и по тој основ имаат здравствено осигурување од државата. Се бара механизам за да се утврди колку од нив не живеат во Македонија или работат на црно, каде парите се земаат на рака. Целта не е да се укине здравственото осигурување, туку да воспоставиме фер и праведен однос, да бесплатна здравствена заштита има за луѓето што навистина немаат приходи, меѓутоа оние што остваруваат приходи во сива економија или надвор од Македонија, најдеме начин да го стесниме просторот за овие злоупотреби. На брифингот со новинарите, директорот Клековски информираше дека и последниот од повредените во Кучани кои се лекуваа во странство е вратен од Истанбул, а со тоа завршува болничката фаза на хоспитализација надвор од Македонија. Тој кажа дека се обезбедени сите третмани за изгорениците со кои се здобија голем број млади луѓе во трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Спречен опит за шверц на марихуана на граничниот премин Табановце. Од Царинската управа соопштија дека станува збор за 130 килограми марихуана вредна околу 700.000 евра, пронајдена во камион на српски државјанин. Била пронајдена при рутинска проверка, без претходна дојава. Здравко Димитров. Во обид да транспортира дрога низ Македонија, на граничниот премин Табановце пред 2 дена е приведен српски државјанин, во чиј камион биле пронајдени 130 килограми марихуана, вредна околу 700.000 евра. Возилото кое тој го управувал е во сопственост на фирмата која истиот ја поседувал, а била регистрирана во Словенија. Директорот на Царинската управа, Бобан Николовски, кажа дека дрогата била откриена при детален преглед на возилото, а возачот се обидел и да ги подмити цариниците. Прегледот службениците забележале дека палетите се специјално прекроени и не се во стандардна форма, а зад нив имало повеќе торби. На прашање за содржината на стоката во торбите, возачот изјавил дека пренесува цигари и се обидел да понуди мито. Митото било веднаш одбиено и е продолжено со детална контрола, при што во торбите биле пронајдени 131 паковка
со вкупно 130 килограми марихуана. Од обвинителството го потврдија случајот, а против лицето кое го вршело транспортот на дрогата е поднесена соодветна пријава и од судот во Куманово е побарано да му одреди мерка притвор. Директорот на управата вели дека со оваа операција спречен е меѓународен канал на нелегална трговија со дрога, а според него ова е уште еден доказ за зголемената ефективност на оперативното работење на управата. Изборната хроника во продолжение, веднаш потоа и само вистина. Пријатна вечер со Канал 5.